Под мотото болести кои што се пренесуваат со вектори или вектор преносливи болести, со напомена мал убод голема закана, денеска се одбележува 7 април Светскиот ден на здравјето. За таа цел Светската здравствена организација секоја година избира по еден клучен глобален здравствен проблем на кој ќе му посвети голем број на активности, така што ова 2014 во центарот на вниманието се вектор преносливите болести. Овие болести, маларија, денга, западно-нилска треска, лаишманиоза, лимфатична филариаза и други, се причина за смрт на повеќе од 1 милион луѓе на годишно ниво. Овие болести, маларија, денга, западно-нилска треска, лаишманиоза и лимфатична филариаза, се причина за смрт на повеќе од 1 милион луѓе на годишно ниво. Меѓутоа, иако бројот алармантен, не ја дава реалната слика за бедата и тешкотиите предизвикани од овие болести кои го зголемуваат и морталитетот и морбидитетот пред се во тропските региони, но се почесто и пошироко поради промена на климатските услови, интензивните земјоделски активности, градба на системи за наводнување, непланирана урбанизација и миграционите навики на современиот човек. Целта на Светската здравствена организација, освен да превенира, е да даде и препораки на владата, локалната самоуправа и на целокупната заедница со цел да се преземат мерки за спречување на овие болести. Владата на Република Македонија, знаејќи ги овие согледувања по задолжение на Министерството за здравство, ги задолжува сите општини за превземање на превентивни мерки, дезинсекција, тоест намалување на бројот на инсектите и другите вектори, комарци, крлежи, муви, мушички, односно мерки за контрола на истите како преносители на болести. Светската здравствена организација се надева дека овој ден на здравјето ќе афирмира контролата на векторите и како порака праќа дека никој во 21 век не треба да умре од каснување од комарец, мушички, муви или крлежи.